Здраво дечки, еве сме пак, туторијал број 12 и во овој ќе продолжиме повторно да зборуваме за низи. Значи, ќе продолжиме со нов пример со низи. Ајде да избришеме што имавме овде тука и да речеме дека сега сакаме да направиме нешто малку поинтересно. Значи, ајде да пробаме да направиме една низа во која што ќе внесуваме елементи од тастатура и потоа ќе ги испечатиме истите, значи тие што сме ги внеле. Ајде да пробаме вака, значи ќе направиме за разлика од претходниот пример, ајде да земеме да направиме листа од стрингови. Скирилица. Стринг. Значи ставаме аголни загради, што ни индицира дека ќе станува позна низа. Ќе ја крстиме низа, да речеме. Исто така ќе ни треба и еден интеџер. Должина, што ќе ни кажува колко е должината на низата. Ајде да искуцаме малку, па ќе видиме што има направено. Значи, идејата ни е, ајде да разјасниме малку повеќе. Значи, идејата ни е од тастатура да внесеме колкава низа сакаме да креираме, затоа ќе ни треба овој интеџер, да внесеме од тастатура корисникот да му кажеме ајде пиши ни колкава низа сакаш да креираме, од кој ќе биде внесен валиден број, ќе креираме онолку елементи за низа колку што сме внеле. Ќе ни треба еден булеан кој ќе ни кажува дали тоа што сме го внеле за должина на низата не е број или е нешто друго. Ако не е број, значи не креираме елементи. Да речеме, ако крстиме валиден број и ќе го ставиме иницијално да е false. Повторно ќе направиме еден do while. Добро. Имаме do while. Значи, додека не внесеме валиден број, да ни се повторува нешто тука. А тука ќе имаме да речеме console.writeLine и тука ќе пишеме нешто опис што направи корисникот. Внесете ја должината на низата, две точки, празно место. Добро, тоа го имаме. Ако празни реда, да речеме валиден број, булеанот е еднакво на интеџер, try parse. Значи директно овде место да креираме уште една променлива, може директно да речеме console.readline out должина. Значи да се пресетиме, значи претходно овде кога пишувавме имавме некој string, да речеме, не знам, string внес е долу пишуваме внес е еднакво console.readline и ова променлива ја стававме тука и потоа пробувавме во ова променлива што имаме должина да го парсираме тоа што го внеле во тастатура. Но да не комплицираме се, да не пишуваме премногу код, исто може вака да го поедноставиме, пошто секако ова функција која што гледате ни враќа string, а ова try parse првиот параметр му е string, значи може директно да го ставиме овде. Значи, пробуваме да парсираме тоа што ќе внесеме од тастатура во оваа променлива должина и резултатот од функцијата која ни враќа булеан, доколку успешно парсирала, ова ќе ни стане true, а доколку не успешно ќе ни биде false. И значи, додека оваа функција не испарсира нешто успешно, овој do while ќе врти цело време. Мислам дека горе-долу сме јасни. Добро. И кога тоа сето ќе се заврши, значи сме внеле валиден број, или чисиме празни редови, да не сметаат, ќе имаме низа, значи низата е еднаква на new string и во аголна заграда внесуваме должината на низата која што сме внесле од тастатура и сме го парсирале во оваа променлива. Значи до овдека имаме валиден број внесен од тастатура и креираме низа
со алоцирање на толку елементи во таа низа за стрингови. Значи, креираме низа со колку да сме внеле од тастатура елементи, од тип string. Добро, тоа го имаме. А и потоа може да ги внесуваме елементите еден по еден. For. Значи имаме сега овдека празна низа ја пишеме. Празна низа од n елементи. Каде n е внесено од тастатура во променливата должина. Идеме јасни што правиме. Имаме, значи, креираме for integer и е еднаква на 0, точка запирка, и е помало од низа од точка length, точка запирка и плюс плюс. Добро, значи ќе ги вртиме сите елементи што ги има во оваа низа, значи од 0 до должината на низата врти во for. Добро. Сега ќе речеме convol, ќе испечатиме нешто на корисникот. Write line, што сакаме да му испечатиме. Хајде да правиме нешто вака. Низа. Заграда. Ајде две точки или еднакво, се едно. Значи сакаме овдека да му пишеме кој елемент го печатиме. Сега може да направиме нешто вака, па да имаме плюс, па уште еден плюс, кај ми фалат наводници. Наводник, не ми фали никаде. Па да имаме и значи со ова уствари ќе имаме низа, отворена аголна заграда, че ова не е текст, потоа ќе не се испечати ито, значи за првиот елемент ќе имаме, да ќе пишеме доле вака. Значи ќе имаме низа, коткаста заграда, кога ќе сме на 0, овде ќе не се испечати 0, и потоа има плюс, затворена заграда, две точки, и ајде да ставим едно празно место. И празно место ако ставим, празно место, и потоа може да направиме нешто друго. Да читаме елементот од тастатурата. Но сакаме ова да не се испечати, за да корисникот да му речеме на овој елемент внеси нешто. Потоа кога ќе дојде вториот пат, ќе имаме низа, отворена заграда 1. Две точки, празно место, и велиме на корисникот да внесе тастатура на тоа поле. Значи може тоа да направиме вака, но има и нешто по-просто. Може да избришеме ова. И таа наводно, таа не да стои ствари. Таа е вишка, добро, мислам. Значи може во големи загради, во вакви загради, пишеме 0, кога пишеме запирка и ставиме и. Значи што прави во коцкаста заграда, ставаме 0 параметар, додека овдека имаме, да речеме, должина. Може да ставиме и должина да не биде, и може да имаме овдека 0, повторно овде прв елемент. Еден индекс параметри, што да ги се бројат. Нултиот параметар, прв параметар, втор, трети, може да редиме колку сакаме тоа. Значи, нултиот ќе не биде ово и то, а потоа кецот ќе не биде должината. И ќе печатиме нешто вака. Низа, отворена заграда, и вика стави го тука првиот параметар што е после запирката, првиот параметар не и, во првиот пат, во првата итерација ова ќе биде 0. Добро, нема ни празно место, нема ништо, ќе има 0, и потоа има должината. Должината колку сме внеле корисникот овдека. Доколку внел да речеме 5, и ќе има 5, и потоа ќе има затворена заграда. Доколку ставиме овдека да речеме празно место, или кошица ќе ставиме, и ќе видиме 0 од 5, две точки, и внесуваме нешто. Ајде нека остане сега се вака. И да речеме, после тоа рековме дека сакаме да внесеме елемент од тастатурата низа, и на итиот елемент е еднакво на console.readline. Добро, значи на и позицијата ќе читаме од тастатура вредно. Значи првиот пат ќе имаме на нултиот, на првиот, на вториот, додека не стигнеме до крајот на низата. Добро. И потоа може да ги испечатиме сите елементи. Ајде да речеме дека повторно со for each, како што имавме во претходниот пример. For each, tap,
var, добро, нема да користиме var, за var ќе зборуваме ајде покасно, да си речеме како што не string element in collection, не collection, него не низа, за секој елемент во низата, console.writeLine елемент. Ајде да ставаме цртички, за се тоа ни изгледа многу поубаво. WriteLine, тап, и да редиме цртички. Ајде што не помени. Добро, и уште еден пат на крај. И да видиме што има направено тука. Добро, ми слуша, внесете ја должината на низата. Ева, да речеме, сакаме 5 елементи. Enter. 0 од 5. Ева, први да речеме Никола ќе пишеме. На вториот елемент, да речеме Трајче. Владко. Третиот Марија. Ангела. Како што гледате, ни се спечатува сите 1, 2, 3, 4, 5. Колку што речем Никола, Трајче, Владко, Марија и Ангела. Да видиме дали има уште нешто да објасниме, ама мислам дека тоа е тоа. Значи, како што реков, креираме низа од стрингови. Ја именуваме да се вика низа. Променлива која што ќе ни содржи колку елементи ќе има истата низа, која ќе бараме од корисникот да ја внесе од тастатурата. Имаме еден булен за валидација, кој што ќе ни проверува дали сме внели број, доколку не сме внели број, да ни врти цело време во круг. Чекај да го пробам и тоа. Што ќе се случи? Вдеште должината на низата е GG, внесете должината на низата SS и гледате, ќе ни врти додека не внесеме валиден број. Terminate, добро. Значи, внесете должината на низата, ева го. Во булеан променливата го земаме резултатот од парсирањето, парсираме внесе од тастатура, значи тоа што ќе внесеме од тастатура во променливата должина. Значи, внесуваме од тастатура одредена вредност, од која ќе ни се појави оваа порака, и пробуваме таа вредност да ја парсираме во интеджер. Доколку ја парсираме, успешно парсираме, продолжуваме понатаму, доколку не вртиме во круг во овој do while циклус, додека не успее парсирањето. Тоест, додека не внесеме валиден број. Кога ќе внесеме валиден број, значи на бројот 5, креираме низа од 5 елементи, значи имаме низата, сега алоцираме меморија за 5 string елементи во таа низа, бидејќи низата ни е од тип string, значи правиме место во меморијата да може да собере 5 елементи, значи должината на низата не може да променуваме, колку што сме внеле со алоцирање на нова меморија, толку елементи ќе има. Не може ни да се крати, ни да се додаде. Потоа вртиме низ сите елементи во низата, од 1 до должината на низата што сме внеле од тастатура. Значи имаме одредена должина, што се креира овде, значи овде веќе знаеме колку елементи ќе има низата. Ги вртиме сите елементи и печатиме низа, отворена заграда, и имаме два параметри после заприката. Прв параметар, втор параметар, еве го. Што рековме, броиме од 0. Нултиот параметар еве го, првиот параметар еве го, нулата еве ито, единицата еве должината. После може да имаме двојка, треба да ставиме уште еден, тројка, четврта, петка и така натаму да ги редиме. И велиме низа, итиот елемент, овде кај рековме броиме од 0, прајме има 0, потоа има 2, 3, 4, 5, додека не дојдеме до крајта на низата, колку има елементи, е еднакво console.readLine, значи во итиот елемент од низата, значи во таа итерација што сме во for циклусот, вредноста е еднаква на внеси нешто од тастатура. Значи внесуваме од тастатура вредност за овој елемент во низата. Кога ќе ги пројдеме сите, печатиме овие цртички и вртиме низ сите елементи во низата и ги печатиме. Значи за секој елемент од тип string во низата, значи string, бидејќи низата е од тип string, не може да пишеме тука интеджер, бидејќи низата е од стрингови, значи за секој стринг во низата, и се знае дека се стрингови, ги изврти сите стрингови и почне ги врти сите поред, ги изврти еден по еден ги оди и ги печати. И накратко ни се печати ова. И дечки, мислам дека за овој туторијал тоа е тоа. Во наредниот ќе пробаме нешто комплицирано, покомплицирано малку, што сега ми се врти во глава и
има шанс и тоа видео да биде малку по-долго. До тогаш, поздрав!